Кросоверите се моментално најпопуларната категорија возила ке купувачите. Секоја марка има неколку адекватни модели во различни класи, а најголемиот метеж е во средната класа или популарно наречениот C-сегмент. Изминатата седмица премиера доживеа дури два нови модели од европски производители – Opel Grandland и Renault Symbioz. Електричните автомобили се судруваат со нови предизвици, а најголемиот во Европа е недостатокот на полначи. Може би новата батерија на CATL Shenzheng Plus, која овозможува автономија до 1000 км и полнење за 600 км возење за само 10 минути, ќе го намали проблемите. А кој, ако не Ферари, има нов модел со V12 мотор и без никаква електрична поддршка? Автономните возила дефинитивно ќе станат реалност, можеби и порано отколку што очекувавме. Конкретно се работи за два нови закона, чие донесување веќе е во одмината фаза. Освен што ќе се заостри регулативата, со нив ќе се овозможат компаниите кои оперираат со автомобилите без возач да бидат казнувани за сообраќајните прекршоци, што директно значи дека тие ќе станат законски одговорни за нив. Се дефинира и стандардизирањето на комуникацијата со итните служби практично на исто ниво како во автомобилите да се наоѓа возач. Дополнително се овозможува и локалните власти да донесуваат сопствени прописи кои се однесуваат на движењето на автономните возила. Индустријата секако се противи на ова, иронично цитирајќи дека ваквите прописи би биле први во историјата со кои се казнуваат машини и дека тие ќе придонесат за спречување на иновациите. Европа дефинитивно се заплетка со електрификацијата. Според анализите на Европската асоциација на производителите, продажбата на возилата расте 3 пати побрзо отколку бројот на полначи. Статистиката вели дека лани се инсталирани нешто повеќе од 150.000 јавни станици за полнење, со што нивниот број во Унијата нарасна на 630.000. Во исто време, минатата година беа продадени повеќе од 2,3 милиони електрични и плагин возила. Европската комисија пак бара до 2030 да бидат во употреба 3,5 милиони полначи, што значи дека годишно треба да се поставуваат по повеќе од 400.000 нови. Но АЦЕА проценува дека за обслужување на електричните возила до крајот на деценијата ќе требаат дури 8,8 милиони полначи. Затоа и ги повикува институции многу посериозно да ја сватат ситуацијата и итно да се ангажираат околу подобрувањето на инфраструктурата за полнење. Во спротивно, со секој поминат ден шансите да се постигнат целите за декарбонизација на патниот промет само ќе се намалуваат. Не помина долго време за најлошите кошмари на европската автомобилска индустрија да започнат да се остваруваат. BYD потврди дека ќе го лансира малиот Сигал во Европа. Овој ефтин електричен автомобил кој за почеток директно ќе ги напаѓа Dacia Spring, Citroen EC3 и сличните идни продукти, најпрво ќе се најде на пазарите во Италија и Велика Британија идната 2025 година.
Сепак нема да биде истото возило кое во Кина се продава за 9000 евра, за пласман на стариот континент се подготвува нов модел. Колку и дали ќе биде сличен со сегашниот, никој не знае, но сигурно е дека доста нешта на него ќе бидат различни. Електричната погонска група од 75 конски сили и поголемиот пакет батерии за автономија од 400 км можеби ќе бидат задржани. Дополнителни грижи за автомобилските менаџери создаваат и плановите на Build Your Dreams за глобална експанзија, во кои се споменува дека при крајот на годинава ќе биде најавено отворање на 3 нови фабрики низ светот, од кои една може да биде во Европа. Купра ги зацврстува своите позиции, ги обнови двата своји најбарани модели, Formentor и Leon, кои заедно сочинуваат 3/4 од продажбата на марката. Малку посилни, технички поспособни и стилски поатрактивни, тие и понатаму моќно ќе ги привлекуваат купувачите. Купе кросоверот, кој е прв независен модел лансиран од Купра, има ревидирана маска, нови триаголни светла и поголем всисник за воздух во браникот. Назад изгледот остана скоро ист, а измените во внатрешноста се суптилни, повеќе насочени кон содржината. Освен управувачот и седиштата, новина се и инфозабавниот систем со поголем екран и Sennheiser премиум озвучување со 12 звучници и софтвер за пореална репродукција. Купувачите ќе имаат широк избор погонски агрегати, бензински од 150 до 333 конски сили, дизел со 152, плагин изведби од 204 и 272 коњи со електрична автономија до 100 км. Сличен дизајнерски и технички третман помина и Leon, кој ќе биде достапен како хеджбек и спортски караван. Продажбата на двата модели ќе стартуваат во третиот квартал годинава. И Шкода не остана имуна на Гран Туризмо лудилото. Чешките дизајнери подготвија тркачки модел за популарната видеоигра инспириран од надпреварувачките 1100 OHC и 130 RS од 50-тите и 70-тите години од минатиот век. Виртуелниот електричен автомобил изгледа спектакуларно, а такви треба да му се и перформансите кои му ги даваат замислените 4 електромотори, чии скоро 1100 конски сили се испорачуваат на сите тркала. Популарноста на оваа видеоигра за Sony PlayStation придонесе големиот интерес на производителите на возила да резултира со присуство на преку 400 автомобили. За некои од нив играчите треба да платат и до $200. Но во Шкода не се ограничија за електриката во мотоспортот, само на Гран Туризмо, зашто доказе студијата ENIAC RS Race. Базирана е на серискиот модел, кој со својата широка основа и погонот на сите тркала гарантира стабилно управување. Масивниот заден спойлер, наменет да го обезбеди потребниот потисок, го привлекува вниманието со својот агресивен изглед. Засега постои само дизајн идеја од која ќе се изроди вистински автомобил. Кога ENIAC RS Race ќе се материјализира останува недоречено, но судејќи според изјавите тоа ќе се случи во блиска иднина. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen.
Porsche Македонија. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Метрополис, број 1 радиомрежа. Оваа година Opel го зајакнува своето портфолио во сегментот на кросовери. Пред 3 седмици ја представи новата Frontera, а сега и новата генерација на Grandland, која е значително поголема од нејзиниот претходник. Новиот Opel Grandland носи со себе голем број луксузни карактеристики со кои се искачува во нови височини и ја потврдува електричната ориентација на молњата од Русселскајн. Новиот Opel Grandland нарасна во сите смерови. Во споредба со моделот во заминување, новиот е значително поголем. Сега каросеријата е долга 4,65 метри и поставена на меѓуоскино растојание од 2784 мм. Тој е подолг за 173 мм, висината е зголемена за 2 см, а со нешто над 1,9 метри широчината бележи 164 мм повеќе. Како резултат на тоа, просторот за багажникот се зголемува за 36 литри, а патниците на задните седишта имаат зголемен простор. Поставен на средната платформа STLA на Stellantis, Grandland може да се пофали со разноврсност. Пред се тоа се однесува на можноста да комбинира погонски склопови. Со представувањето на Grandland во сегашното портфолио на Opel, секој модел има електрична изведба. Во електричните верзии, Grandland нуди избор помеѓу батерии од 73 киловат-часови или 98 киловат-часови, постигнувајќи импресивна автономија до 700 километри. Користејќи архитектура од 400 волти, ќе може да се полни со еднонасочна струја до 160 киловати. Иако не е потврдено, сосема известно Grandland да има покрај стартната верзија со погон на предните тркала и еден мотор и изведба со 2 мотори и пренос на силата на сите тркала. Потврдено е дека ќе има и погон на согорување кој ќе го користи 1,2 литарскиот трицилиндричен мотор и 48 волтен благ хибриден систем. Варијантата со приклучен хибрид ќе може да помине повеќе од 80 км на струја, а најавена е за следната година. Препознатливиот дизајнерски јазик на Opel кај новиот Grandland кулминира со новото осветлено лого, кој го краси предниот дел во стилот визор, заеднички со Intel Lux Pixel Matrix HD осветлување. И внатрешноста е полна со надградби. Сега има 16-инчен инфозабавен екран, head-up дисплеј и пријатна атмосфера која ја креираат новите седишта. Сега тие може да содржат грејење, вентилација, па дури и функција за масажа. Новиот Grandland е дизајниран и развиен во Русселскајн, а ќе се произведува во Ајзенах. Најверојатно продажбата ќе започне оваа есен. Кинескиот Катл, кој е најголем производител на батерии во светот, ја покажа новата генерација на револуционерните Шенџинг батерии базирани на литиум-железофосфатна технологија. Според нивните тврдења, овие батерии, кои ветуваат безгрижни времења за собствениците на електрични автомобили, можат за 10 минути да се наполнат за поминување 600 километри. Со други зборови кажано, секоја секунда се влече струја за 1 километар. Инженерите на
на кинеската компанија со право се горди, бидејќи ваква брзина на полнење се постигнува за прв пат во светот. Според нив, иако е инфериорна во некои показатели, литиум железофосфатната технологија е попристапна, еколошки поприфатлива и посигурна од другите. Нивните испитувања покажале енергетска густина од 205 ват часа на килограм, како и способност да се задржи високата брзина на полнење на температури и до минус 20 степени Целзиусови. Нивното масовно сериско производство ќе резултира со преполовување на цената на по киловат час и појавување на електрични автомобили со возна автономија до 1000 километри. Кател, кој е добитник на годинешната Технобест награда на Аутобест, најголемото независно автомобилско жири на Европа по број на земји членки, држи 37% од пазарот, двојно повеќе од најблискиот конкурент. Негови клиенти се скоро сите светски и бројни кинески производители на автомобили. Една година после фейслифтингот, Volkswagen реши да му даде уште малку ветер во грбот на ID3. Моделот, која понесе електрификацијата на марката на своји плеки, располага со повеќе моќност, можност за побрзо полнење и подобра опременост. Техничките надградби стартуваат со мотор кој е засилен на 170 киловати, односно 231 конска сила, но до сегашна стандардна верзија од 150 киловати останува во понуда. Новост е што нејзините собственици ќе може да доплатат за софтверско уклучување на посилната опција. Подобрените перформанси се одгледуваат во забрзувањето до 100 км на час, кое трае 7,1 секунда, а автономијата од 559 км ја обезбедуваат батериите од 77 кWh. Опремени со напреден систем за термички менеджмент, тие прифаќаат полночи од 175 кW, што значи дека паузите во возењето на долги релации ќе бидат скратени за неколку минути. Најмногу во зима, бидејќи батериите се опремени со систем за нивно предгрејење. Модернизираната кабина носи поголем инфозабавен екран и нов кориснички интерфејс за полесно снаоѓање во менијата. Контролите за избор на начинот на возење се префрлени на управувачот, а гласовниот асистент е поддржан со вештачка интелигенција. Секако унапредени се и системите кои се грижат за безбедноста и му помагаат на возачот, а цената во Германија нарасна на 48.000 евра. Рено сега има 4 компактни кросовери на купеовски скроената Аркана, Аустрал од повисоката класа, целосно електричниот Сеник. Сега им се придружи Симбиоз, конструиран на платформата Рено Нисан CMF-B. Судејќи според популарноста на овој тип возила, Рено се надева дека Симбиоз ќе биде подеднакво популарен кај приватните и флотните купувачи. Еве зошто. Рено ја зајакнува линијата на компактните кросовери. Што се однесува до изгледот, Симбиоз не е толку иновативен. Тој е само разумно убав, конвенционален кросовер од C-сегментот со импресивно голем товарен простор. Има јасна визуелна врска со каптур напред, но на останатите површини дизајнот е посилен и поаголен. Во интериерот вграден е инфозабавниот систем Open Air Link базиран на Google и гласовни контроли, како и околу 50 апликации кои се дизајнирани за Рено. Со должина од 4410 мм е само 10 см пократок од Аустрал. Исто така го дели истиот хибриден погон базиран на 1,6 литарски 4-цилиндричен мотор наместо на 1,2 литарскиот хибриден агрегат од Аустрал. Симбиоз е наменет да им се допадне на купувачите на компактните кросовери, вториот поголеми на сегмент во Европа. Затоа Рено очекува подеднакво да има индивидуални како и флотни купувачи. Симбиоз ке се лансира со целосно хибридна погонска група и тек од 145 конски сили со два електрични мотори, примарна погонска единица со моќност од 36 киловати и секундарна единица со моќност од 15 киловати.
Хибридниот погонски агрегат овозможува до 80% од урбаните патувања да се одвиваат на струја и можно е со еден резервоар гориво да се извозат и до 1000 километри. Ке има верзии и со мотори на согорување, но тие ќе дојдат подоцна. Иако Симбиоз е компактен кросовер на почетното ниво на Рено, тој има голем број на погодности и комфортни карактеристики, вклучително и електричен поклопец на багажникот, што може да се ракува со движење на ногата и стаклото што автоматски го затемнува сончевиот покрив. Подвижниот покрив дава 30 мм простор за глава без да ги жртвува изолационите својства. Новите погодни функции вклучуваат My Safety Switch, кој ги контролира визуелните и звучните предупредувања со едно копче, и Safety Coach, која снима брзината, положбата и траекторијата на возилото и дава оценка за возење и совети за подобрување на економичноста. Рено објави дека цените ќе бидат познати во следниот период кога ќе се отворат порачките за Симбиоз. На Астон Мартин не му оди добро со автомобилите последните години, но раководството на компанијата како да предчувствуваше дека доаѓаат полоши времења и од средината на минатата деценија започна со експанзија на брендот во други сегменти на луксузниот живот, меѓу нив и во недвижнините и со некои познати имиња од светот на архитектурата и недвижностите во Мајами, започна со градба на резиденцијален центар кој неодамна беше завршен. Оваа зграда, која со своите 66 ката е највисока целосно стамбена зграда јужно од Њујорк, располага со хелиодром и собствена марина и има скоро 400 апартмани. Најскапиот ги окупира трите последни ката и купувачот со него добива примерок од реткиот Астон Мартин Вулкан. Се распостила на повеќе од 2500 квадратни метри и се проценува дека е продаден за $50 милиони. Најефтините апартмани имаат по 65 квадрати и чинат по $820,000. Освен што повеќето од нив се распродадени уште со ставањето на темелите, во Астон Мартин се презадоволни и од фактот дека 50 на купувачи веќе биле собственици на некои од нивните автомобили. Зградата за која земјиштето беше купено за рекордни $25,000 за метар квадратен, располага со двокатен фитнес студио, уметничка галерија, 2 кина, виртуелен симулатор за голф и деловен центар. Се најде место и за базен, скајбар, сала за разни настани и друго. Сега малку ќе се позанимаваме со годините. По половина век користење во означувањето на своите модели со бензински мотор, BMW ќе се откаже од буквата И. Сепак нема точен термин кога тоа ќе се случи. По 35 години на пазарот, Subaru Legacy оди во пензија и нема да има наследник. А во Соединетите Американски држави од 2029 година секој произведено возило со тежина до 4,5 тона ќе мора да има систем за препознавање на опасностите и автоматско собирање. Следуваат деталите. После многу гласини, BMW официјално потврди дека ќе ја исфрли буквата И од ознаката на бензинските модели. Точно кога не е кажано, но моментот веќе се назира со најавата на перформансната верзија на идната генерација на X3, која ќе има ознака M50, значи без буквата И. Традицијата на нејзиното користење од страна на BMW долга половина век започнува со серијата 5, чии верзии со мотори со вбризгување на гориво ја понесоа први. Со текот на времето сите модели на марката беа опремени со вакви мотори, но буквата И остана во ознаката како препознатлив символ. Се до пред 10 години, кога струјата чукаше на вратата и за првите електрични автомобили беше одделена токму буквата И. Овој пат како префикс.
Сега пак со паралелната понуда на бензински и електрични верзии на истите модели, таа има двојно значење, што може да предизвика забуна кај помалку упатените купувачи. Затоа и ќе биде избришана. Истовремено, буквите Е за хибридите и Д за дизелите ќе останат и понатаму. Со намера да ги намалат стравичните последици од сообраќајните несреќи, американските власти решија системите за автоматско сопирање да станат задолжителни. Одлуката, која ќе стапи на сила во септември 2029 година, ќе важи за сите нови патнички возила со тежина до 4.500 килограми. Иако повеќето автомобили веќе се опремуваат со вакви системи, долгиот период за имплементирање на новите правила е условен со потребата за усовршување на технологиите, бидејќи параметрите се поставени доста строго. Според нив, возилата мора да бидат способни да застанат и со тоа да избегнат удирање во автомобил напред со брзина до 100 км на час во дневни и ноќни услови на возење. Возилото исто така мора автоматски да ги активира своите сопирачки до 145 км на час, доколку се детектира опасност од судар и да може да избегне прегазување на пешаци со брзина до 72 км на час. Според анализите, воведувањето на овие системи ќе спаси 360 човечки животи и спречи 24.000 повреди годишно, но и ќе заштеди милиарди долари за болнички лекувања, загубени работни часови и материјална штета. Статистиката во Соединетите Американски држави вели дека таму годишно се случуваат повеќе од 2 милиона судари со скоро 2000 загинати и 600.000 повредени лица. Но најшокантно е што годишно гинат повеќе од 6000 пешаци, од кои 2/3 удрени од автомобили во движење. Се проценува дека задолжителното вградување на системите за автоматско сопирање ќе ги чини производителите само по $80 по возило. Напредокот, макар бил и во погрешна насока, си има своја цена и така трансформацијата на пазарот го забрза крајот на лимузинскиот Subaru Legacy. Овој модел, кој се појави пред 3,5 децении, никогаш не го најде местото на пазарот кое го заслужуваше. Јапонските инженери го вложија сето свое знаење во него, но толку што купувачите не ги препознаа во целост неговите напредни особености. Затоа и маркетингот и како резултат моделот го ценеа само потесен круг вистински познавачи на автомобилската техника. Инертноста на раководството на јапонскиот производител го одржа во живот се досега, кога дојде време тој да го отстапи своето место на кросоверската понуда на марката. Последните 5 години Legacy се произведуваше и продаваше само во Америка, секако со боксер мотор и погон на сите 4 тркала, а по цена која не надминуваше $25,000. Но и покрај тоа, годишно едва и наоѓаше по 20 и нешто илјади купувачи, за разлика, на пример, од Forester, кој се продаваше 5 до 6 пати подобро. Според информациите од Subaru, од 7-те генерации на Legacy досега во Америка се продадени 1,3 милиони примероци. За нивниот квалитет сведочат 94 од 100 од возилата стари до 10 години кои се во возна состојба и учествуваат во редовниот сообраќај. Јасно и гласно, Ферари, воинајот на трендот на електрификација, останува верен на старото школо. Тоа значи дека има нов модел со бензински мотор поставен напред, погон на задните тркала, кои ги клоцаат 12 цилиндри без никаква помош од електриката.
Новиот модел, наречен да звучи мелодично, е наречен едноставно додечи цилиндри или во превод 12 цилиндри. Во форма на купе и спајдер, растегнатото конче од Маранело ја нагласува својата историја и го представува наследникот на 812 Суперфаст. За оние кои имаат пари и вистинска верба во цилиндрите, им се нуди 6,5-литерски V12 бензински мотор кој произведува 818 конски сили при 9.500 вртежи во минута и 678 ньютон-метри вртежен момент при 7250 вртежи во минута. Овој мотор е резервиран за купе и спајдер каросеријата, кои ќе се пуштат во продажба при крајот на годинава. Основната цена на додечи цилиндри во Италија ќе биде 395.000 евра, додека отворената спајдер верзија ќе чини 40.000 евра повеќе. Односот на менувачот во долните брзини е 5% пократок за да се подобри забрзувањето. V12 забрзува од 0 до 100 км на час за 2,9 секунди, а максималната брзина е повеќе од на 340 км на час, вредности на кои и електричните суперавтомобили можат само да љубомарат. Додечи цилиндри има нова алуминиумска шасија со 20 мм пократко меѓуоскино растојание од знаменосецот Ферари 812, за да ги подобри возните својства. И покрај тоа, новиот Суперстар е 25 кг потежок од 812 Суперфаст и на вагата покажува 1560 кг. Сепак, тој е многу поагилен и побрз од својот претходник. И на крај на краиштата, неговиот 100-литрен резервоар се полни за 3 минути. Секако дека Ферари е електрифициран со неколку модели со приклучни хибриди, но по се изгледа дека легендата од Маранело уште долго ќе произведува модели само со мотори на согорување. Како прилог на ова, Ферари пријави патент за мотор на внатрешно согорување на водород. Навистина потек за почит. Тука е крајот на денешното издание. До гледање.